Роберт Киосаки вели дека можностите се бучава околу нас. Дали вие ја слушате таа бучава? Без ризик дефинитивно нема награда. Луѓето што ова го сватиле и ова го применуваат, успеваат во животот, а така и мојот денешен гостин, човекот со кој што навистина имам чест да разговарам, а тоа е Зоран Витанов. Добро ми дојде. Добро ве најдов. Баш ми е чест што конечно се договоривме, успеавме да се видиме, да си поправиме муавет вака тет-а-тет. Честа е моја. Вие сте една светла точка во општеството, една од повеќето, слава Богу, ама светла точка и чест ми е да сум со вас. Навистина ми е мило што се препознава тој труд кој што ние го правиме. Постои една изјава ваша каде што викате дека на времето на вашиот татко сте му побарале 200 денари и татко ви кажал, знаеш ли ти како е да се заработат тие 200 денари. Ова имплицира на нешто дека најверојатно сте имале малце потешко детство од другите. Може ли малце Зоран да се наврати во своето детство од финансиски аспект и да ни долови како тоа било од тогаш да се стигне до сега? Па тоа си го имам опишано во книгата. Јас неодамна излезе една книга која што е многу брзо се распродаде за пријатно изненадување, иако излезе во преку 3000 примероци. Не би одел сега во детали, подобро е луѓе да ја прочитаат книгата. Дефинитивно. Меѓутоа, сепак живеевме доста скромно, иако и мајка ми и татко ми многу работеа како млади. Дури татко ми, кој што за жал почина сега пред 3 месеци, не сакаше ни во пензија да оди, постојано работеше. Он постојано кажуваше дека нели живеел со тие марксистички филозофии, дека трудот го краси човекот, меѓутоа мојата филозофија беше обратна, тоа дека всушност умот го краси човекот и се тргнува од верувањето. Кога веруваш дека 200 денари тешко се вадат, тогаш навистина тешко ќе ги извадиш. Но ако веруваш дека 200 денари сами ти доаѓаат, тогаш навистина сами доаѓаат. Се е до верувањето. Да. И да, како деца живеевме доста напорно. Моите родители работеа во тоа време немаше друго нели на државно. Меѓутоа после 15:30 одевме на нивите во селото кај што се и мајка ми и татко ми село Дариево. Па работевме, јас до 8 одделение имам работено из земјоделие, како доатна дејност. Фала Богу, во тоа време многу се заработуваше од земјоделието, па тоа не компензираше. Имате дипломирано на економскиот факултет во Скопје и се занимавате сега со економија. Но исто така некаде си имам сретнато со вашата изјава дека можеби во животот за се не ни треба диплома, туку ни треба малку повеќе искуство. Кога еве повторно би се навратиле назад, затоа што интересно е се навраќаме назад со успешни луѓе да видиме како тие си го трасирале патот за и ние да научиме нешто. Кога би се навратиле назад повторно, дали мислите дека без таа диплома би успеале сега во економскиот свет? Апсолутно да. Ако веќе вака е поставено прашањето, да, дипломата мене ми користеше за социјален живот. Многу колеги запознаха тогаш се социализира човек во училиште, на факултет, но илузија е да очекувате дека од таму ќе научите практично знаење. Дури обратно, таму може само да добиете задоволено его кое што е залажено дека нешто знае и да престане да учи после факултетот. Многу мои колеги од мојата генерација, кога заврши факултетот, престанаа да напредуваат ментално, умствено, со знаење, сметајќи дека еве сега тие научили, сега треба некој да ги вработи. Обратно е, учењето е процес кој што никогаш не завршува. Ние сме дојдени на оваа планета за да учиме, да ментално да растеме, духовно да растеме, а не да престанеме да учиме. Факултетот ни ствари илузија дека нешто знае. Ништо не знае. Па не рекле за џабе старите, човек учи додека е жив. Додека е жив. Ве красат неколку титули, политичар, бизнисмен, писател, филантроп, можам да кажам. По што најмногу ве препознава македонската јавност? Не знам, тоа треба да ја прашите македонската јавност. Јас лично себе се гледам како предприемач, како човек кој што креира, кој што ствара, кој што спојува две вредности синергично да направи трета, нова, поголема. Барем себе си така се гледам и заради тоа и многу учам во животот. А сега како јавност ме гледа, не знам. Иначе, фала Богу, политичар не сум веќе добри 14 години. Тогаш бев млад и наивен, па бев во политика. Сега сум само млад, па не се занимавам со политика. Не би се вратиле никогаш во политика? Никогаш.
Дури ни тогаш. Дури ни тоа, баш така. А кој од овие претходно неколку титули што ги кажавме најмногу ви одговара? Во кој дело на улога најмногу се гледате? Најмногу сакам да се гледам, спомнавте убав збор филантроп. Во тоа најмногу сакам. Ние сме тука да помагаме. Човекот е дојден на планетата, подарок му е даден животот за да придонесува, да дава, да помага. Ако човек не си го свати животот како раст и придонес, по мојата филозофија мислам дека живее промашен живот. Значи ние сме да растеме ментално, духовно, материјално за да придонесуваме. Впрочем, погледнете го било кое растение на оваа планета, тоа расте за да придонесува, за да даде плод. Точно. Истото и со нас. А што е она што додека бевте млад и наивен, ве натера да излезете од политика? Неетичноста, неискреноста, лицемерието, дволичноста, алчноста и еден ред друг, за кој што сега да не се навраќаме, сето тоа беше околу мене секаде. Не беше проблем што тоа го гледав кај опонентите политички. Проблем беше што тоа го гледав и кај моите сопартици, кај моите коалициони партнери. И кога ќе го видиш тоа, се чувствуваш злоупотребено, искористено, измамено и животот проаѓа и не сакав животот да ми помине така. Во ниту еден момент не се двоумав, излезав на говорница и кажав дека од утре повеќе ви овде мене не ме гледате. Некои викат дека политиката е како дрога, дека кога тогаш ќе кризираш, дека демек почекај, ќе видиш најмалце 10 години, за 10 години сигурно ќе се вратиш, 14 помина, чист сум, немам зависност од политика. Значи, да го поентираме муабетот... Човека од наркоманите. Да, баш така. Да го поентираме муабетот во склоп на нашата емисија, не постои джентлменство во политиката според вас? За жал, да. Вака сега, по дефиниција, политиката е најплеменитата професија. Јасно. И најалтруистичката професија, по дефиниција. Меѓутоа, окупиран е тој простор од неетичност и нечесност и далжност. И кога е така окупиран, човек има илузија, тоа исто како да живееш на Чернобил или Фукушима, а да се надеваш дека нема да се озрачиш. Тоа е невозможно. И затоа јас тврдам дека човек кој што 4 години останал во политика и се уште продолжува да е политика, тврдам дека веќе не е чест. Не зборам за македонската политика. Да. Зборам за светската политика, секаде во светот. Додека сме тука и ќе завршиме со тој дел околу политиката. Да. Прокапитализам или просоцијализам? Прокапитализам. Јас сум застапник на идеите на Адам Смит, Бенџамин Франклин, Айн Ранд, Ендрю Карнеги и Наполеон Хил. Тоа се моите ментори од кои што интензивно учам. Интензивно. Тие се луѓето што го направија либертаријанскиот предприемачки капитализам. Тие се луѓето кои што донесоа слободата и тие се луѓето што промовираат индивидуална слобода. Не постои колективен бенефит без индивидуален бенефит. Карл Маркс, за жал, зборува обратно, дека не постои индивидуален бенефит без колективен бенефит. Меѓутоа, праксата покажа дека Бенџамин Франклин бил во право. Мене ми е многу жал што денешната Америка ги заборава либертаријанските принципи на Бенџамин Франклин, па повеќе се врти на колективизмот. Колективизмот е она што нас не уништува. Припадноста наспроти компетенциите уништуваат. Компетенциите наспроти припадноста прогресира општеството. Интересни наслови, интересни имиња, се надевам дека ќе допрат нели до јавноста за да може барем малку да чепне, барем насловите да ги прочита. Нека почнат од Айн Ранд, Атлас протресен. Јас сметам дека таа книга мене комплетно ми го смени сваќањето за животот и што е поважно, во пракса функционира. Откога почнав да ја применувам таа филозофија, а потекната е од Ендрю Карнеги, кој што пак ќе кажем учел од Бенџамин Франклин, а овој пак 4 пати го проаѓал океанот за да учи од Адам Смит. А сега ние сение на YouTube, сение на Google, сите книги ги имаме достапни у PDF бесплатно, а не ќе да учиме. Незнаењето е избор денеска. Дефинитивно. Да. Ама еве нека почнат со Атлас протресен и ќе сватат многу работи. Незнаењето е сила и моќ. Да. Така испадна сега некако во новиот свет. Со вашата работа се вели дека заработувате некаде и по 2-3 евра дневно. Дали ова вистина? Па, во принцип не е важно тоа. Знаете како е? Успехот е како екзотична птица. Доаѓа таму каде што има раскошна цветна градина. Нашата градина е ова. И ако ова не ја негуваме, и ако ние мислиме дека треба да го бркаме успехот, тој постојано ќе бега. Успехот е нешто што ти треба да го привлечеш со твојата состојба на умот. Да. Дали е 2000-3000 евра на ден, или е 200-300 евра, или е 2 милиона евра на ден, дали постои луѓе на оваа планета кои што честно и легално заработуваат 2 милиона евра дневно? Постојат.
некои од нив и ги познаваме. Дефинитивно. Додека заврши емисијата, 100 милиона евра ќе заработи, кажи го, Джеф Безос. Сигурно. И тоа он го заработил на честен начин, затоа што смислил систем кој што функционира наместо него. Така да не гледаме кој колку заработува, да гледаме кој каква состојба на умот има. Состојбата на умот го донесе. Но да си го плаќаме данокот. Ако заработуваш, а не плаќаш данок, тоа е еднакво да крадеш. Ние сме тука, како што кажав, да придонесуваме. Така да, одговор на ова прашање може да најдете во УЕПА документите се транспарентни за персоналниот данок. Така, баш така. State of mind или како јас љубам да кажам, се е перспектива. Да, така. Кој како ќе одлучи, кој како ќе одлучи да гледа. И перцепција. Во вашите говори често знаете да кажете дека луѓето сами си се криви за своите постапки, дека ако нешто не ти оди од рака, погледни се во огледало и запрашај се што е проблемот и каде е проблемот. Дали заради овие ставови кога на луѓето им ја пласирате вистината во очи наидувате на негативни коментари? Па нормално, луѓето не сакат да слушнат дека тие се виновни за нешто. Дефинитивно, да. Во животот. Меѓутоа, мојот ментор вика, all of us are self-made, but only successful will admit it. Сите ние сме продукт на самите себе, ама само успешните се го признаваат. Точно. Неуспешните барат изговори. Во животот, еве размислете и ќе видите, или ќе барате изговори, или ќе се стремите кон успех. Но да ве предупредам, не постои жив човек на оваа планета кој што не знае да најде изговор. Зошто не му чини? Секој еден во секундата ќе најде изговор. Ретки се луѓето кои што се стремат кон успех. Јас тие луѓе ги барам и од нив учам. Другите не ме интересираат. Не сакам да слушнам памет од луѓе што барат изговори. Секој знае да најде. А на пазарот не се вреднува тоа што го знаат сите. Се вреднува вештината која што е ретка. Дефинитивно. Со вашата работа исто така често патувате, нели? Да. Богати очи, богата душа, нели така некако така, знае да каже. Кој повеќе живеел, кој повеќе патувал, повеќе живеел. Повеќе живеел, точно така. Имате ли некоја омилена дестинација? Па во моментот најомилена дестинација ми е Монако. Често одам таму. Многу интересна, приказна е Монако, многу учам и како индивидуа од тоа како е организирано тоа општество, но и како македонец кој што си го сака своето општество. И затоа во последно време ми е доста омилена дестинација. Таму имам повеќе ментори кои што ми се таму и се обидувам нивниот начин на размислување да се индуцирам да размислам како тие што размислуваат. А имате ли некоја локација која што не сте ја посетиле, а сакате? Многу. Бајкалско езеро. Бајкалот ми е мистика. 1/3 од сите питки води на планетата се наоѓаат на Бајкалско езеро. Тоа е едно од најнедопрените езера во светот и практички ако водата е крвоток на планетата, Бајкал е срцето. А не можеш, ако не пиеш вода на изворот, духовно да се прочистиш. И ми недостига тоа што никогаш во живот не сум бил на Бајкал. Таман сега планирав да одам, ќе видам како е состојбата со. Бидејќи се наоѓа во Русија, во далечен Сибир, меѓутоа Бајкалот е место кое што дефинитивно пред да умрам ќе мора да го посетам. Ти посакувам успехи да го направиш тоа. Нели, многу е лесно да се поврзе со изворот и со колективната свест, но треба да знаеш како тоа да го направиш. Тоа го говореше да си го отвориш срцето и големиот Тесла го говореше тоа, нели, кој ете, за жал и него некако го потисна со пепелта. Многу учам од него кога го спомна, се е вибрации, фреквенција и енергија. Тоа го осознав во овие 10 години и навистина е така и неверојатно е како што вели Библијата, очи имаме, а не гледаме, уши имаме, а не слушаме. Точно, за тоа се согласувам, затоа што еден од моите ментори е самиот Никола Тесла, така да мило ми ете што тука се најдовме, се поклопивме. Ќе направиме едно живели и ќе направиме една мала пауза затоа што сакам да те однесам на едно многу убаво место. Одлично, со задоволство. Петте работи без кои не можам да го поминам денот се. Прво, јас сум многу рано будна и станувам секое утро помеѓу 5 и 6 часот без оглед дали е работен ден или викенд. И најглавната работа или прва работа за која што се паќам е овошјето. До 14 часот ништо друго не конзумирам освен овошје. Втората работа без која што не можам во било кој ден е спортска или физичка активност. Најчесто возам велосипед или трчам или поминувам 1 час во нашата домашна теретана.
Трета работа, без која што не можам, е разговорот со моите деца. Поголемата ќерка е студент на стоматолошки факултет во Скопје и заради тоа што ќе ми биде една колешка, секојдневно се слушаме и се консултираме во врска со низините испити. Помалата ќерка е дебето оделение, со неја веќе сме во ек на многу надпревари и на некој начин сум домашната учителка. Ете така, без тоа можеби и најмногу не можам. Четвртата работа, без која што не можам, се моите пациенти во мојата стоматолошка ординација. Секој ден некого усреќувам со убава насмевка и тоа ме прави многу исполнета и задоволна. И пета работа без која што не можам, ме знаат и моите пријатели, е дека не можам без шминка. Тоа значи дека ниту до локално продавница не одам без шминка, ниту во недела, па дури и да не излегувам од дома. Пантереј, се тече, се семенува. Баш како што тоа го прави воденицата во непосредната врска со водата. Ти ветив дека ќе те донесам на едно преубаво место, каде што може да се осети оваа изрека Пантереј, каде што седиме во подножјето на Клод Моне, пиеме едно прекрасно кабернет савиньон и јадеме прекрасна салата, тоест едно убаво карпачо, каде што може да се осетат сите тие преубави мириси и преубави вкусови на една преубава земја што се вика Италија. Ќе наздравиме во тоа име. И можам ти кажам дека имаш вкус. Ти благодарам. На здраве. На здраве. Во твоите говори, мотивационите говори, кои што уживам да ги слушам, многу често ме потсеќаш на Роберт Киосаки. Роберт Киосаки знае да каже богат татко, сиромашен татко. Ајде малку прво околу тоа, па ќе продолжам со прашањето. Па човекот кој што буквално ми го сврти паметот се вика Роберт Киосаки, веројатно истиот. Да, претпоставувам дека истиот. И нормално е, логично е, тоа се вика феномен на психолошка индукција, да се индуцирам со неговите мисли. Всушност тоа и ми беше целта. И ти благодарам ако си го забележал тоа. Да, баш ми е драго, но како луѓето во Македонија ве разбираат вас? Многу често велите дека вие треба да ги научите парите да работат за вас, а не вие да работите за пари. Дали ве разбираат тука, конкретно на нашето поднебје? Тие што доаѓаат на мои обуки, на мои предавања, што ги следат моите видеа, разбираат. Не е тешко да се разбере. Тешко е да се отвори умот за да се сака да се разбере. Не е тешко ние да се напиеме вино. Ама прво треба да се отвори шишето и да се стави виното во чашата. Потоа самата арома ќе те привлече да го напиеш. Проблем е што луѓето не веруваат дека ќе научат нешто ново. Мојот дедо покојен викаше кога би се продавал паметот, секој ќе си го купи својот. Луѓето мислат дека знаат, не знаат дека не знаат. Тоа е проблемот. И се јас кога сватив, кога до мои 40 години нон-стоп маваш од зид, а има луѓе успеваат, тогаш сватив дека најверојатно има нешто што не знам. Сега имаш две опции, да плукаш по оние што успеале, или едноставно да си признаеш дека не знаеш и да ги прашаш. И сега јас кога финансиите ми беа проблем, кој човек најмногу разбира финансии во светот? Роберт Киосаки. Зоране, ќути, не знаеш и слушај го човекот. Го применив и еве функционира. За тој што сака да чуе, ќе чуе, тој што не. Ама знаеш често, не е ова за мене, не сум ја за тоа. Да веќе си седам, знаеш, супер ми е на државно примањата. Кој е најчестиот изговор што го добиваш од македонците? Не е ова за мене, или ова не може во Македонија, да, ама ние сме во Македонија. Ама тоа е класика, зошто јас постојано кажувам, моето животно искуство ме научи од ваквите баш работи, да констатирам за се во животот треба храброст. Ти ја почна емисијата, ако добро памтам, дека ризикот уствари тој кој што генерира вредност. Без ризик не можеш да очекуваш нешто ново. Ризикот имплицира храброст. Не можеш да ризикуваш ако не се охрабриш. Спротивно на храброста не е стравот. Спротивно на храброста е комфорот. Оние луѓе што ќе кажат ова не е за мене, ама ова во Македонија не може, да, ама, тие луѓе остануваат во комфорт. Затоа што луѓето, верувај ми, од искуство зборам, не одат кај што им е подобро, одат кај што им е познато. Сакат да се останат во познатото, па макар и да не им е најубаво. И што прават? Си наоѓаат изговор, си се утешуваат. Попрво ќе си најдат изговор, отколку да успеат, како што ти кажав, нели, кај мене во канцеларијата. Ама оние што доаѓаат се будат.
Речем и јас така се разбудив од книгите на Роберт Киосаки. Наведната глава сабија не ја Тоа е сече, тоа е катастрофа, најчесто тоа е кај нас. катастрофа. Околу комфорт зоната сакам да те прашам нешто неформално начнавме, затоа што јас така го разбирам тоа кај нас. Луѓето викаат убаво ми е во комфорт зоната. Мислам дека во комфорт зоната толку се набутани луѓе, начукани што би се рекло, што премногу е тесно таму. Па не им е убаво. Се лажат самите себе си. Има две врсти на лаги. Кога лажеш друг и тога што со умисла, пресметливо и злобно го правиш. И имаш многу опасна, поопасна лага, тоа е кога се лажеш самиот себе си. Лажењето на самиот себе си по мене е одраз на себичност и на мрзеливост. Затоа што кога сам себе се залажувам, јас сум себичен дека јас ќе преживеам. Што ми е гајле сега за луѓето околу мене што не можам да им помогнам? Да. Тоа се мрзеливи луѓе на подсвесно ниво. И во исто време тие луѓе исто така се и себични. Размислуваат само за себе. Не се трудолюбиви нешто да направат, за да успееш во животот. Прво што треба да направиш е да ги засукаш ръка. Да. Мрзата преовладува. И затоа потоа они си ноѓаат изговор. Но тој што сака да научи, и тоа што ме радува мене, 95% од луѓето што ги следат тие и видеата и книгата се луѓе под 30 години. И тоа мене ми дава надеж дека сепак македонското општество има надежда, знаеш. Младите луѓе го сваќаат тоа дека од нив зависи се, дека имаат интерен локус на контрола. Нашите генерации, па дури и вашите генерации, чекат некој нешто да им даде, некој да им помогне, државата, родителите, некој роднина, пријател, партија некоја. Тоа не постои, тоа е илузија. Ти си, што вика Тони Робинс, не барај ресурси околу тебе. Ти си ресурсот. И ресурсите се внатре во тебе. Прашањето е дали ќе ги препознаеш и дали ќе поверуваш дека можеш. Точно, биди ти промената што сакаш да ја видиш во светот е секогаш. Сите истото го зборувам. А кога сме веќе на таа тема дека сите чекаат нешто од другите да им се помогне, колку сметаш дека таа една филантропска идеологија е развиена тука кај нас? Колку македонските бизнисмени се општествено одговорни во смисла дека сакаат да им помогнат на млади уметници, тоа што го спомнав пред малку, на луѓе со потенцијал? Па до сега, до пред 10 години тоа го немаше. Беше инцидентни случаеви и секоја чест на таквите. Меѓутоа сега станува појава и тоа ме радува. Особено младите успешни предприемачи. Совршено имаат разберено дека успешни се само колку повеќе дават и колку повеќе помагаат на други. Всушност филозофијата ние обратно имаме поставено. Ние веруваме дека живееме во свет на оскудност и затоа ни е страв да даваме, туку акумулираме дури и тоа што не ни треба. Јас на шала кажам, секој од нас има зимница од пред 3 сезони, чува некој стар душек кој што и он не знае. Ќе се најде. Дека вика ќе се најде. Тоа за луѓе кои што веруваат во оскудност. А всушност ние живееме во свет на изобилие. Но во што веруваш, тоа проектираш. Са новите генерации сваќаат дека и живееме во свет на изобилие. Јас давам една мала илустрација помеѓу син ми и мене. Син ми го кажа тоа. Он има сега 23-24 ќе направи години. Он вика вака: тато, вие нормално да живеете во оскудност. Тоа он знае дека јас многу сум слушал музика и таа музика сега гледам и он не слушам. Колку плочи вика на Pink Floyd во Струмица ви доаѓа, кога излезе новиот албум, не знам, Зидот во 80-та година. А викам, не знам, 10-тина во Струмица. И ти вика, ако не купиш, немаш. Тогаш не можеш да се сними на магнитофон лента. Сега вика, сакаш ли да даунлодирам милион копии MP3 на Pink Floyd? Буквално. Вика, ние живееме во изобилие и затоа даваме. Вие сте живееле во оскудност и затоа земате. Кога ќе се смени генерацијата, ќе се смени комплетно и општеството. Јас сум силно убеден и сум оптимист во тоа. Да, но тие што во таа оскудност давале сега се некако многу поголеми од тие што даваат во имашност. Така е, некако... точно така е. Не можам да не го спомнам апропо тој разговор и таа тема Екарт Тол што го спомнавме пред малку за околу материјалното ќе се најде. Има една многу мала, но поучна приказна во Нова земја каде што вика женската што ги загубила дијамантските обетки и се сруши светот. И вика чекај малце, застани, запрашај сам себе, дали сум се уште јас ова без тие дијамантски обетки. Да. И тогаш ќе ти кликне дека навистина тоа е така. И тука продолжува Бодо Шефер, човекот кој што има напишано најпродаваната финансиска книга во светот, Пат кон финансиска независност, кој што века, ако га чисто злато ќе си оди, дијамант ќе го замени. Во смисол, што и да изгубиш ти, верувај дека тоа е за добро и дека тоа што ти доаѓа е уште подобро. Значи, точно. Значи, секогаш, верувањето е. Се додека веруваме во оскудност. Јас, во ресторант седиме. И често пати со моите другари се шалам и како им докажувам дека живееме во оскудност.
постави мешана скара. И што прават оние кои што најмногу веруваат во оскупност? Брзат први да го боцнат најубавото место. Зошто? Веруваат дека нема. Па еве куинат. Да. Колку да нарачиш така е, тоа е. Меѓутоа, и така гледате, што прават джентълмените? Прво, они живеат во изобилие, тоа се слободни луѓе. Дефинитивно. И тие придонесуваат. И они што прават? Прво споделуваат. Зошто? Затоа што знаат дека постојано има. Така е. Живееш во изобилие, а кога ќе споделиш, ти всушност што правиш? Си им помогнал на луѓето. Си се погрижил за луѓето. И луѓето тоа на посвесно ниво го чувствуваат и го меморираат. И тие се луѓе кои што потоа со огромно срце задоволство сакат тебе да ти помогат. И сега замисли, ако живееме во свет кога некој пред нос ќе му земеш нешто, Така. и замисли ако живееме во свет кога секој нешто ќе даде. Има прекрасен филм на таа тема, Pay it forward, плати однапред. И ако замисли сите ако го правиме тоа, каде ќе биде светот? Тоа е една утопија што Да. допред малку, допред некои 20 години, 30 се обидуваше да се развие нови простори, никогаш не се случи, за жал. Ако секој си земе оноку колку што му треба, нели? Но и секој да даде оноliko колку што може. Така е. Во Тоскана има една приказна која што вика дека секој што оди во ресторан во Италија, тоа место во Тоскана, во тие ресторани, секогаш плаќа едно еспресо унапред, затоа што ќе дојде после него. Така е. И секој втор го прави тоа, така да за сите има брде цел. Така е. Колку сметаш дека материјалното е важно во животот, да направиме на конклузија нова цел? Кај мене во канцеларијата го кажав тоа, материјалното е последица на состојбата на умот. Материјата всушност квантната физика докажа дека и не ни постои. Сега малку ќе звучам абстрактно, ама тоа е вистина. За полюбопитните нека го погледнат Double Slit Experiment. Експериментот е двоен процент. Нема материја. Материјата мора да се прилагоди на состојбата на умот кој што функционира на фреквенции. И сега, ако тоа го знаеме, се што треба да работи, ако сакаме материјално да се подобриме, прво треба состојбата на свеста да ја подобриме. На колку повисоко ниво на фреквенција свеста ни вибрира, толку побрзо материјализира умот. Затоа и Конфуција кога го прашале, а кој е највисокиот стадум на свеста? Како да знаеме кога е највисок? И он одговорил, кога ништо нема да работиш, а ништо нема да остане несработено. На таа највисоко ниво на фреквенција, на свест, материјата најбрзо се прилагодува. Од тука што сваќаме? И материјата, но и времето е илузија. Зошто? Па колку си на повисоко ниво на свест, толку побрзо материализираш. Има луѓе што ваков прекрасен ресторант може да го направат за месец ден. Има луѓе кои што 10 животи да им дадеш, со ниска состојба на свест, нема да успеат ни 5 метри квадратни од ваков ресторант да направат. Се е до состојбата на свест. Материјата мора да се прилагоди на состојбата на умот. Затоа велам не постои. На квантно ниво се е, како што кажа, вибрација, фреквенција, енергија. И ако ние размислуваме во материјален свет, а школскиот систем веќе 200 години свесно, уште од Њутновите закони наома, свесно не учи само на материјалниот свет. Не одвојува од состојбата на умот и од духовното, и ние веруваме дека сме одвоени и само трчаме по материјалното. И затоа живееме во оскудност. Многу едноставно. Причинско-последиците односи ги мешаме. Состојбата на духот креира материја. Или што вика еден мој пријател, овде од Стара Скопска чаршија, ќе го цитирам, на Гавци, он вели вака: 1 грам дух може да створи стотици тони злато, но милијарда тони злато не може да створат ни 1 милиграм дух. Тоа значи дека ние треба да се свртиме кон духовното, кон состојбата на умот, кон емоциите, а материјата ќе не следи. Обратно не функционира. Затоа живееме во таков свет, бидејќи не учат на материја, не учат само на Њутновите закони, не учат на Дарвин, не одвојуваат од духовното комплетно. И зошто се чудиме во каква состојба на умот сме и како е внатре, тоа така се рефлектира и надвор. Мала промена доаѓа до драматично подобро живење. Материјата следи. Духовно сме осакатени инвалиди. Инаку парите се енергија. Енергијата следи. Во секој случај. Тоа сакам да кажам дека молитвата е висока состојба на фреквенција, Така, на висока тоа е. состојба на умот. Тоа ти се молиш, ти се поврзуваш со колективната свест, што ја кажавме, вибрираш и после тоа ти се враќа тебе. Како се почнува материјализира. секоја молитва? Со благодарност. Така е. Највисока состојба на умот е благодарност. Ние заборавивме како цивилизација да се заблагодаруваме. Ние заборавивме што значи тоа благодарност. И затоа не се случува сето што случува. Затоа Така е. сме. Тоа е и основата на нашата, нели, на сите религии, Да. не само На на сите, нашата. на сите. Благодарност. Секојдневна благодарност ќе те однесе Така е. многу далеко. Не може човек кој што е благодарен
да се чувствува неубаво. Еве, пробај кога се заблагодаруваш, видиш како се чувствуваш. Да. И Не одат двете работи едноставно. не за џабе Екарт Тол кажува најголемата болест на 21 век е егото. Така е. Егото не познава благодарност. Така е. И да не филозофираме понатаму за овие работи, навистина ми е многу мило што ете има со кого да се разговараат. Ке се навратиме малку околу џентлменските навики, манири. Морам да те пофалам дека секогаш си педантен, убаво изгледаш, знаеш да одбереш парчиња, да искомбинираш. Колку се врзуваш за одреден накид за научари, за аксесуари, за часовник? Па не многу. Еве како што гледаш, дури не носам часовник. Емотивно сум врзан за еден часовник затоа што ми е подарок еден убав. Меѓутоа не, за предмети по принцип се трудам да не се врзувам. Но за луѓе да. Дефинитивно. Предмети не. Нели кажавме, материјата е последица. Точно. Така да таа доаѓа, си оди и секој ќе заменува подобра. Кога сме веќе тука, ќе сакам да те прашам оно што ги прашувам сите мои гости, што за Зоран представува поимот џентлмен? Слободен човек пред се, а дефиницијата според мене за слободен човек е оној кој што си ги исполнува сите своји ветувања, односно што е во состојба да ги исполни сите своји ветувања. Не можеш да бидеш џентлмен ако не си слободен. И тука го следат слободниот човек, јас ги нарекувам тие 3 про. Значи, на англиски ќе ги кажам така, менторот ми има научено. To protect, to provide и to produce. Значи да заштитиш, да овозможиш и да придонесеш, да произведеш. Тоа е џентлменството. Тоа е, значи, и како татко, и како семен човек, и како другар, и како општествен деец, ти мораш да џентлменот да штити, да овозможи и да придонесе нова вредност да створи. Тоа е џентлменот. Ама предуслов за тоа е слободен човек. Ниедна емисија Gentleman Magazine не може да помине без моето школа за џентлмени, а денес во моето школа за џентлмени имам специјална рубрика. Останете и ќе видите за што станува збор. Во античкиот свет, да бидеш слободен значело да учествуваш во управувањето со својот град. Законите важеле само во оној степен во кој поединецот учествувал во нивното кроење и укинување. Иако тоа биле векови и векови наназад, сепак се зборувало за слободата како врховно нешто во животот на луѓето. Слободата ја дефинирале и филозофите, а според нив овој термин го подразбирал правото, моќта и способноста на поединецот слободно и самостојно да делува. Иако има стотици дефиниции за слободата, сепак наедноставно би ја дефинирале како остварување на сопствената волја и никој да не спречува во таа намера. Корона кризата беше аларм кој не потсети дека најважното нешто што го имаме во животот е слободата. Кога станува збор за пандемијата, конкретно зборувавме за слободата на движење, но во пракса имаме различни видови на слобода. Слободата на изразување, слобода на размислување, слобода на медиуми и многу други, но во овој прилог конкретно ќе зборуваме за финансиската слобода. Терминот финансиска слобода не бил популарен до пред неколку години, но со тек на време се добива се поголема популарност и се повеќе се зборува за тоа. Голем придонес за тоа имаат многу странски автори кои пишуваат на оваа тематика. По дефиниција, финансиската слобода подразбира да имате доволно финансиски средства да ги платите вашите трошоци за живот, но дополнително да можете да си ги дозволите и оние работи кои ви исполнуваат. Во пракса, станува збор да ја имате моќта да живеете при тоа без да бидете во зависност од работата, односно со приход, инвестиции или каков било приход од актива. Познати како еден од најраните начини за пензија, односно многумина бизнисмени работат додека не го достигнат овој степен на финансиска заработка. Иако е остварливо, сепак патот до кој може да се постигне ова ниво може да биде тежок, во зависност од можностите на секоја личност. Потребно е многу напор, упорност и издржливост. При постигнувањето на финансиската слобода може да се соочите со многу пречки, негативните коментари, чекорејки кон успехот да ве обесхрабруваат, туку баш напротив да биде стимул и мотив да ја добиете финансиската слобода кон која тежнеете. Џентлмените се слободни луѓе и луѓе кои се тесно поврзани со бизнис секторот и оние кои се со предприемачки начин на размислување. Финансиската слобода е многу важна во животот, па затоа менаџирајте ги правилно вашите финансии и работете за да го стигнете ова ниво. Научете се како парите да работат за вас и почнете да работите на остварување на вашите соништа.
Само слободниот човек знае да биде джентлмен. Оти джентлменот дава. Джентлменот е алтруист. Джентлменот е оној кој што се грижи, кој што предонесува. Ако не си слободен, невозможно е да даваш. Имаш илузија дека даваш, се надеваш дека ќе даеш, но во реалност тоа не можеш да го оствариш. Оној кој не е слободен, не е во состојба да го исполни сето она што го ветил. Еве, размисли, Да, реално е така. Па примерот со скарата и со месото е дефинитивно тоа, мислам, со тоа се каже се. Веднаш ќе им измериш паметот. Да. Седни во било кое друштво, постави мешана скара и веднаш ќе видиш кој кај до кај. Нели, па така е джентлменот секогаш пред се ги гледа другите, па на крај се гледа себе си. Што еден джентлмен како Зоран прави за хоби? Што за хоби? Да. Спорт. Јас сум поранешен од бојкар и тоа ми влезе во крвта, нели Струмица е позната по одбојката, на времето игравме и во прва југословенска лига. И постојано секојаш кога сум слободен, гледам да спортувам. Има разни тенис, бадминтон, имам едно друштво Стварно? кој што често игра. Многу динамичен, изненадив колку е динамичен. Секоја зима со семејството одам на скијање, дечките се заљубени во скијањето, тоа е исто многу феноменален спорт, да ти кажам. И одмара, и релаксира, и замара физички, но и дишиш чист воздух и така. Спортот е тоа што ми е хоби, бидејќи читањето не го сметам за хоби. Читањето ми е нешто што ми е предуслов за успех, за раст и тоа не го сметам. Тоа ми е дел од она кој што сакам да го правам и што ми е поврзано со професијата, а не со хоби. Професионално хоби. Професионално хоби, Да. да. И читањето ми е као дрога. Како што се согласивме околу Тесла за нешто ќе се поклопивме, исто така ќе се поклопиме за животот и убав животот треба да се сака. Нели има и еден култен филм кој што вика La Vita è Bella. La Vita è Bella. Често во вашите говори поентирате или отворате говори со оваа мисла. Што ве натера да дојдете до овој заклучок? Па е вака, животот јас го сметам као дар од Бога. Тоа е најголемото чудо. Нели Кустурица има живот Да, чудо. така е. Не постои поголемо чудо на овој свет од живот. И не постои поголем дар од Бога од живот. И сега замисли ако некој ти го дал најдрагот, ти го поклонил со сето внимание и ти го игнорираш до таа мера што не си го не отворил поклонот. Ке се соочиш еден ден, ние ке се вратиме кон изворот. И изворот ке не праша нас како го искористи поклонот. И ти што ќе му кажеш? Па се плашев, се криев, па беше тешко време, па беше... Со кој образ ти го... Замисли, јас најдрагото мое што го имам да ти го поклонам и се сретнеме после 3-4 месеци и те прашам и ти ми кажеш, еј, ја бе го заборев, остат. Угепех Како ќе се чувствувам? Да, дефинитивно. Ние тоа му го правиме. Ние со тоа што не си го сакаме животот, му вртиме грб на Бога. А не можеш, ако не си го сакаш животот, да се сакаш себе си. Не можеш да се сакаш себе си, не можеш да ги сакаш другите, ако не се сакаш себе си. Да, дефинитивно. А смислата на животот е сакањето, љубовта. И се, ако ние не се охрабриме, тоа значи не веруваме во Бога. Не постои храброст без верба. Не постои. Ние ја изгубивме вербата. Одвоени сме од духовното, живееме во материјално и затоа не превладува стравот. Стравот не постои. Стравот е недостиг на верба. Исто како што и темното не постои. Нели тоа науката го докажа. Така е. Темното е недостиг на светло. Да. Значи постојат светлината и вербата. Во недостиг на светлина и верба, по автоматизам доаѓа темно и страв. И се зарем не е жално животот, најубавиот подарок во животот да го поминеме во страв. А денеска живееме во општества на уплашени луѓе. Јас имам еден податок кој што мене ме запрепасти кога го дознав. Пред 120 години 90% од човечкото население работело за себе, претежно земјоделие и за нечиство. А 10% работеле за друг. Тоа значи биле предприемачи, Да. слободни луѓе. Денеска во 2022 година 92% од луѓето на оваа планета работат за друг. Само 8% за себе. Што се случило во овие 120 години? Сме се уплашили. Сме изгубиле вербата во себе и вербата во Бога. И затоа работиме за друг. Оти немаме храброст да станеме предприемачи, немаме храброст либертаријански да се ослободиме, немаме храброст да сме джентлмени. Оти джентлменството е храброст. А храброста доаѓа од вербата. Мора да се вратиме на духовното. Инаку светот не го заслужува. Како што и животот не го заслужува. Следствено на ова, за да направиме еден сублимат, што ќе кажете дека се вистинските вредности во животот?
Па број 1 е слободата. Без слобода, безсмислен е животот. Број 2 е љубовта. Љубовта е таа што нас не држи живи. И љубовта е таа што го држи светот. Број 3 е семејството. Број 4 е личниот раст за да можеме да придонесуваме, за да оставиме печат после нас дека нешто сме дале додатна вредност на светот во кој што сме привремено тука. По мене тие се 5 работи без кои што јас не можам да си го замислам животот и мислам дека ми е безсмислено постоење. А број 3, фамилијата, Семејството. колку сметате дека тоа, кога ќе го извадиме од оваа лепеза, колку е тоа битно за развој од раните возрасти, значи домашното воспитување, љубовта, семејството, кохезијата и сите работи што не учат дома. Јас сум продукт во 90% на мајка ми и на татко ми. Затоа сега, ако не знам колку забележуваш, оние луѓе кои што не го сакат човекот, нели, спротивната страна од доброто, сакат да го уништат семејството како основна клетка. Зошто? Оти ти кога знаеш дека си во семејство, ти се чувствуваш заштитен. Тоа те охрабрува. Знаеш дека има некој што те во спротивно си осамен, зависен и лесно се покоруваш. Затоа семејството е клучно. И семејството ти ги дава критериумите на вредности. Во животот ние ќе стигнеме таму како што збир на одлуки ќе направиме. А одлуките ги правиме врз основа на критериумите на вредности што ги имаме, а критериумите на вредности што ги имаме ни се оформуваат како деца од родителите најмногу и од нашата микросредина во која што живееме. Затоа е многу важно семејството. Мене посебно не ми е толку важно јас што ќе придонесам во општеството, колку што ми е важно во какви личности моите 3 деца ќе ги израснам. Нормално, на тоа мое, тие си калемат своја, нивна автентика, но мислам дека иницијацијата, основата доаѓа од родителите. И затоа семејството е не случајно во средина. Помеѓу слободата, како најголем императив, и придонесот, заради тоа сме дојдени овде да даваме. Во средината е семејството. Семејството, што сум наследил, сум оставил спомен, јас го изгубив татко ми пред 3 месеци. Не ми е исти животот кога татко ми беше овде и сега, меѓутоа тоа па ми стана поука. Сум благодарен што сум имал таков човек и сега си викам чекај каков јас ќе бидам родител на моите деца и кои вредности на нив ќе ги оставам. И тоа е точно е семејство помеѓу слободата и придонесот во општеството. Оти ако сите ние продуцираме луѓе кои што имаат критериуми на вредности, имаат американците кажат power of choice. Ја имаат моќта на изборот. А збирот на избори ни го дава квалитетот на живот. И така самите ќе си придонесеме без да чекаме некој да ни нешто придонесе во едно подобро општество. Затоа Македонија може да биде и најубавата земја за живење, но може да биде и најнеубавата земја за живење. И тоа не зависи од друг. Зависи од нашата состојба на умот и нашите емоции што ги носиме во себе. По мене тие се 5 критериуми. Дефинитивно и баш за тоа ќе направиме еден заклучок на целото, за таа една храброст што зборувавме и за тој еден ризик, затоа што ние живееме сега и само сега. Тука кај нас народот пати, поготово на Балканот и во Македонија, од тоа ќе биде. Да. Ќе биде, чекај. Или романтика со минатото. Порано беше. Како беше? Да. Сега е моментот. Така да сега треба карпе дием да се случи да го зграбчиме мигот и денот. Ќе ми дозволиш уште и да продолжиме. Повелете. Врз основа на минатото, ние можеме да констатираме што е веројатно во иднина. Веројатноста е емпирија од минатото, но забораваме дека за миг можеме да го смениме правецот, а не можеме животот да го смениме. Поважно од веројатното е можното, а можното не се базира на минатото, туку на промена на состојбата на умот сега. А ние живееме во веројатност базирана на минатото. Забораете романтиката со минатото, тоа што било, научете ги лекциите, сега од овој нов јас, воскреснат, затоа книгата ми се вика Воскресни жив, што е можно за мене во иднина, а не што е веројатно, а можно е се. Секој, но треба да внимавам, ако сакам во животот да постигнам, треба исклучиво да го следам и да учам од оној кој што е веќе таму, а не од сите. Да. И ќе видиш како се менува живот. А ние ја бараме веројатност. Зошто? Оти когнитивно живееме, а не емоционално. Оти се базираме на IQ, на интелектуалната интелигенција, а не на емоционалната. Емоционалната ни кажа дека се е можно за нас, но треба да раскрстиме со романтиката од минатото, туку минатото да го земеме како школа. И во основ на тоа школа, од сега натаму, учам од оној, сакам да бидам оној и можно е да бидам оној.
базирајте се на можното, а не на веројатното. А не како што кај нас викаат, еј, види го овој каков е позади мене, јас сум подобар Јас сум од него. Кјути, има Не, и Петер. гледај се на тој напред, така е. Ти благодарам за прекрасните разговори, муавети, лекции и совети. Се надевам дека ќе се гледаме и неофицијално за да си ги продолжуваме овие Ми муавети. беше чест. На здравје. Благодарам и на вас. На здравје. Со добра мисла. Со добра мисла. Мудрите мисли ги среќаваме секојдневно и насекаде околу нас. Мислам дека е време конечно да почнеме да ги применуваме. А за повеќе мисли и за повеќе совети останете со Gentleman Magazine и Македонската телевизија.